Председавач кој што ќе има интерес да го турка тоа прашање високо на агендата, но дали ќе биде тоа доволно е под знак прашање. Веројатно нема да биде доволно доколку немаме известна промена на позициите на Бугарија. Најпрво треба да видиме која влада ќе се создаде во Бугарија после предвремените парламентарни избори таму и да се направат оние првични контакти и испитувања таму. Ќе повторам, не би бил преголем оптимист. Ако е нова елита таму на власт, можеби ќе треба да го изоди сето тоа што го одеше претходната влада, за да стигнеме до момент кога можеби ќе се влезе суштински да се бара компромис. Оти нова влада значи и тоа. Точно. Влада составена од политички партии кои што досега не биле дел од власта во Бугарија, ќе значи дека тие ќе треба извесен период да се запознаат со прашањето, да ги разменат своите информации, да видат како се делува внатре во Европската Унија, иако во дел од политичките партии кои што се така наречени нови партии во Бугарија, има поединци кои што претходно биле дел од други политички партии, биле дел од властите. Мислам дека со една позиција каде што нема промена на позицијата во Бугарија, не би требало да бидеме преголеми оптимисти дека можат да се започнат преговорите до крајот на ова или пак дури и во текот на наредната година. Петковски, вие што мислите? Па годинава тешко, затоа што еве и во најдобар случај ќе има влада таму среде летото. Меѓутоа ќе треба некое време да се промешаат картите, како што кажа и на Умовски, и да го науча спорот, да се седне на маса, да се разговара. Од друга страна па е добро што ќе има нова влада, затоа што такви спорови се решаваат на почеток на мандат. Значи кога нема штета, и би било добро да не влезат тврдите националисти, како што не влегоа сега на овие избори во парламентот, затоа што знаеме дека огромен дел од проблемот они го катализира. Тие го катализираа сега во декември.